Ajde Fato, ajde, još li će te čekam, Fato, još li će te čekam. Još li će te čekam, polnoć se učini, Fato, još ne si zaspala. Još ne si zaspala, ić ne si dremnala, Fato, ić ne si dremnala. Ne idem, majko, majčice, gledanik mi došao, majko, od mnogo daleko. Od mnogo daleko, na grđi mi zaspav, majko, svega je obalo. Ajde, Fato, ajde, rezil će te napraj, čerko, i će te parosa. Tekra, majko, majčice, dejka ne vidujem, majko, dejka ne vidujem. Oblast Gora je planinski kraj što se nalazi među planinskite visoravninina Šara, Korap i Koritnik, na čiji padini se smesteni naselbite v ova oblast. Slobodno može da se reče дека Gora predstavlja posebna prirodno-geografski etnička oblast. Oblasta Gora pripadja na socijalistička autonomna pokrajina Kosovo, a sedištето na opštiната е во населбата Драгаш. Во Гора се наоѓаат 28 села, од кои на југословенска територија има 18, додека 10 села од ова област по Првата светска војна при создавањето на државата Албанија останаа зад нашите граници. Во тоа пресудна улога имаше кралска Албанија и Италија, а не желбата на населението или природната и етничката граница. Како Нахија, планинската област Гора, пошто и го добила ова словенско име, се споменува уште во 1455 година, кога турците го зазеле Призрен, кој се наоѓа североисточно од областа. Меѓутоа, исламизацијата на словенското население во Гора е извршена во 18 и 19 век и денес во цела Гора живее исламизирано население од словенско потекло, чиј домашен јазик е македонскиот. За овој свој јазик тие велат дека е горански,
a koga ke čujet razgovor na makedonski jazik, velat ovije ludje zborat našinski, naši se. Всушност, кај староседелците во Гора, а тоа се жените кои не биле зафатени со бранот на печалбарска годишна миграција, зачуван е идиомот на македонскиот јазик со оригинални стари изрази. Гора нема претрпено странично јазично влијание, бидејќи била затворена и изолирана без сообраќајници. Населението од Гора се занимавало со сточарство, но поради качачките напади од областа Лума во Албанија, во непосредна близина на Гора, сточарството опаѓа и мажите се одаваат претежно како млекари, слаткари, скараџи и ретко други занимања. Бројно е иселеното население од Гора, кое денеска живее во Скопје, Тетово, Гостивар, Титовелес, Штип и други места. Јас се викам Бојда Исмаил. Роден сум во Брод, општина Драгаш Гора. Живеам во Скопје со фамилијата, населен сум овдека, работам и творам. Сум македонец муслиман. Во Гора и во Брод се збори македонски. Исламизацијата во Гора негде започнува крајот на 18 почеток на 19 век, затоа некои од нашите фамилии, татковци постари, ги знаат нашите фамилии од кај потекнуваат. Едно од тоа, јас ја знам, мојата фамилија потекнува од Богдановци, најстариот дедо тој се викал Богдан, по него тоа изветоперување од исламизацијата од страна на турците Бојда, што значи турски збор некако пшеница или бој, како им пасирало на луѓето таму со исламизација. Иначе во Брод има повеќе фамилии кои што, тако речи, се познаваат уште по своите потекла. Едно од тие масларовци кои што живеат, едни исламизирани живеат во Брод, другите кои што пребегале исламизацијата се отидени во Битола. Потоа имаме Миленковци некои живеат во Призен со православни презимиња и култура православна, а другиве во Брод се муслимани со муслиманска религија. Овде во Скопје има некаде околу 300 до 350 фамилии кои живеат од Брод. Во Македонија некаде преку 500 фамилии живеат и творат во Македонија. Етнички не поврзува јазикот и културата, затоа некаде тука и децата наши се школуваат на македонски јазик. Јас сум Анифа Сајрани, родена во Крушево, општина Драгаш, од Гора. Овде во Скопје живеем со фамилија своја до многу години. Во Крушево ние збориме горански, исто така како во Македонија. Нашите јазици нема нека голема разлика. Ние сме, тако речи, торбеши, како што се торбешите, горанци се торбеши исто како македонски торбеши. Збориме чисто горански, така речи македонски. Ова население ги има зачувано основните етнички карактеристики од предисламскиот период па се до денес. Тоа е резултат на немешањето со други соседни народи, затвореноста на областа и традиција која се чува и сега. Освен ова, за зачувување на старите обичаи и традиции во селските слави, верските обичаи и годишните празници, секако влијание има покасно извршената исламизација, за која постојан живи преданија во народот, не криејќи го своето словенско потекло. Освен во домашниот јазик, кој од село до село има некои дијалектички варијанти, традициите од предисламскиот период најмногу се среќаваат во одбележувањето на верски празници, во свадбите, ѓурѓовденските слави и друго. Божет прво коломбоќ вариме за Божет. Ако, за Божет коломбоќ вари. И зеле вариме, па напред сме жнеле, тие лече одујеме врело. Да ни дује ветер кој ќе дигаме жито. А девојке аспре турае. Тас ќе земет, вода ќе насипет, па две аспре ќе турет. Јена дејка, јена бечер. Па кој трча по бечера, кој трча по дејка. За водице и опе коломбоќ вариме. И ложице крај село деца ќе чукае. И ќе се фрцае со вода, по врате ќе чукае и ќе ги плаве све со вода.
со вода. Ето ја се за водичка. Ге правят. Ја за Ѓурѓев ден, прв ден травкенице. Идеме ујутро во 5 сат стануеме и идеме кроз шуме, береме травке шарене и долазимо куќи деца да окупамо. И стављамо по врате, по кичимо, по свекете. И други дан и опе ујутро стануеме многу рано, идеме кроз поле, све жене, играмо, певамо, дејке, жене, све тамо. Како за сите македонци муслимани во Социјалистичка република Македонија, исто така и за гораните најзначаен пролетен празник е Ѓурѓовден, кој се слави во Гора 6 дена. За овој ден живеат гораните и било каде да се наоѓаат по земјата доаѓаат во родните села. Просто се живее за овој празник кога сите свечено облечени во колоритната горанска носија излегуваат во природа. И свадбените адети имаат исти карактеристики со оние од Дебарско-реканскиот крај, а особено со мијачките свадби. Речиси, по ништо не се разликуваат. Под влијание на исламот внесени се некои нови елементи во облекувањето, а особено во приготвувањето на невестата. Таа обилно се белосува на лицето, но тоа не е одлика на сите села, а освен тоа, овој обичај има заштитно антропејско значење со цел некој од народот да не ја урочи младата. Ние сме жене горанке од село Враниште. Свадба га правиме ние, сваки ноќ пуеме, 7 дена. Сваки ноќ играме со даирина по наше. После 2 дана иде тупани. На тупани цело село се меша. Идет, играме са бале, после долазет, доиđe тупани во куќа, идеме играме и после идеме ке млајнеста, да ни поигра млајнеста. После доиđe тупани јопе, идеме јопе, али шта ги носиме млајнести. Таму невеста ни игра. И после навечер ни дојдат гости, фамилија шо ние, кои има дар носет, такови е ке нас обичај, честита. Вечера идет, после идеме на машала, играме. Цело селото е игра, машала е најнестина игра. И вутре идеме после сабале по алишта да земеме јопе, дар да донесеме млада што спремала. Па После иде цвато и се берет, иде да зимаја млајнеста. Кад ќе донесеме млајнеста навожена или заваđаме и него надвор, да го рашет. да го рашетае. Јопе има машала навожена, кад ќе се врати, иде ван село мало шета. На сеир иде, На а сеир обичај иде. кашо ние. И на сеир, кад ќе дојде навожења после во село, играјќи, го носет до ноќа, до која што сакаја деца играе. И дома ќе донесет све играјќи, веселење прават. Като пија, ќе пие, дракија, ќе играе. И кад ќе донесет, дома ќе затворет со млада. Млајнесто па да не биде шајрлија. Млајнесто та што си късмет имала, харна си куќа панала. Харно си дете одбрала, ка јунак таке млајнеста. Ка ујдисујет обајца ка се хубави. Млајнесто многу ти мерак има е. Цела куќа ги се радуе и велиме многу ти мерак има е. Наложена съм од Враниште, съм се засека со дејка, съм извадив. Ете, свадба съм направив. Дејка ми спремила. Идем се по села, викам, моја баба пресела. Превикани, викам по села и каче да само својштине своје. Млајневеста од својот дом ја испраќаат родители, а наврата ја чека свекорот со наметка врз облеката, која е главна личност во тој момент.
се фрла неколку пати грс жито, со ситни метални пари врз невестата качена на бел конј, како адет за богатство во бракот со момчето. Невестата е покриена со специјално подготвен чадор, кој се носи за цело време. Пред незината куќа, зурлите и тапаните на родителите им исполнуваат повеќе минутна езгија, во знак на опростување со најмилите. За тоа време, младоженецот во својот дом ја чека млајневеста, погледнувајќи низ сито и прстен. Гораните имаат прекрасен фолклор, кој за жал малку е познат во јавноста. Нивните епско-лирски песни и балади, создавани пред и особено по исламизацијата, имаат огромно етнолошко и фолклорно значење. Исто така и топографските имиња на селата и места во нив имаат словенски карактер и потекло, а во сите села се наоѓаат остатоци од цркви, гробишта и други антропогени објекти од пред исламизацијата, за кои исто така населението знае. Јас сум Кале Јунус,
roden sam Restelica. Inače, učitelj sam ovdje u selo, predavam istorija. Inače, školo, u stvari selo naše to jedno je od najgoleme sela v Gora. Ono je islamizirano selo, negdje Turci go islamizira oko 18. vek. A imето nas od selom dođa od ime na prv čovjek ovdje što živa, beše Risto i verovatno da ime od Restelica potiče od njegova žena Ristovica, pa zato je dobi ime Restelica. Inače ovdje ima goleme porodice. Najgoleme porodice vo selo Restelica se Bazdinci, Ođinci, Čuftinci, Kandinci, Bandiljovci, Parkovci, oni se možda i najstare vo selo, oni iz sela ovdje porekla, Halilovci, zatim Lazalovci, Kaljovci, Biljalovci. Ja sam predsjednik od Restelica, Zevđan Čufta. Radim vo škola ovdje, vo naša škola, 22. decembar. Ovo selo, kao što vidite, je Restelica. Staro selo, jedno od najstarih sela. Nekoga beše pomalo od Brod, svega najgolemo. Dok brojani su iselili, ali Resteličani sve ostanali ovdje. I oni se zanimaju so stoka i pečalbarisa. Obično se so slastičarne. Svekede se naše Resteličani, svekede će ga naći. I vo Skopje ima Bajramovci i Azis. Jako dobra rabota ima vo Skopje. Selo, kad što ga vidite, je golemo. Imao negdje 5000 ljudi. Mnogo se i lezeno to ovdje, ali dođe vo ljeto, koga je najubavo. Deka Stara planina je čujena po sirene, po ovce, po pašnjaci i tjen je što imamo i najubavo ovdje. Selo je izdeljeno na malo. Ovo je malo, ovo je naseljeno go vikame Priporiša. Ovo je Dovno malo, Srednje malo, tamo je Orta malo, on je Košarče, novo naselje svega je pravno vozično vreme. Gore je Ese malo, Čufta malo, vamo se Bigorovci i gore Ravniša. Ima mnogo mjesta što se interesantne baš za nas. On je Krastac, Krstila, Šabanovačešma, Ovčinec, ovdje Zidina dolu. Zidina je, vamo se planine, Gašćen je šuma, ka Bašćen je, go čuvame nego koristime. Vamo je šuma za ogrev i malo za druge rabote što vršime sve na. Abdav, najgolem ritni je ovdje. Reka, Restelička reka je ova ovdje što teče. Tuneli, Crven kamen, planine, Crn kamen, imame Ginivoda. Više neko je Popova mlaka, Mladina mlaka, Golema rupa, Krs, Bigor, Ravniša, tijani se. Дека гораните во селата кои се наоѓаат на падините на Коритник во Албанија зборуваат на свој мајчин македонски јазик, затоа најилустративно ни говори Максудов Верзат од Кавадарци, а роден во селото Борје во Албанија. Јас сум Берзат Максудов од Кавадарци. Роден сум во село Борје. Горанин, кој се наоѓа селото во границите на Албанија. Од таму сум дојден на 5 години овде. Со цела фамилија. Потоа
Стариот мој покоен умре во Кавадарци. Ми останавме още 3 други деца. Едното е во Призрен, јас сум овде и брат ми во Бања Лука. Имам и още други повеќе мои роднини кои се навоѓаат низ цела Југославија. Јас од моите добивам писма на наш мајчни јазик, кој ни беше и таму во Горани македонски. И ден денеска на тој јазик се допишуваме и се разбираме со моите.